ele.na1307. Вели како со исхрана да намалам висок крвен притисок. Елена, со прво и најосновно за крвниот притисок провери се со килажата. Значи, 3 работи се кои што најмногу влијаат на висок крвен притисок. Тоа е килажата, тоа е нивото на холестерол, нивото на триглицериди. И ако гледаме така што ти треба да направиш за да немаш висок килажа, за да немаш покачен холестерол и триглицериди, многу е едноставна равенката. Обично луѓето чекаат да го слушнат продуктот или напитокот кој што ќе влијае на нели подобрување на одредена ситуација и при тоа да бидат мрзливи и да седат и ништо да не превземат, но таков продукт, извини, ама не постои. Затоа прво стави се во ред со целокупната исхрана, затоа што ако имаш добра исхрана, најверојатно нема да се покачат килограмите и тоа нема да влијае врз покачен крвен притисок. Кога зборуваме за триглицериди, најчесто се јавуваат затоа што претеруваме со калории. Повторно, тоа значи да припазиш на исхраната. И трето, ако зборуваме за холестерол, тогаш зборуваме за недостаток на растителни влакна, недостаток на здрави масти, особено омега-3 и недостаток на физичка активност и нормално пушење. Затоа што ако гледаме што најмногу предизвикува покачен холестерол, тоа е дефинитивно животниот стил. И пушење, и невнесување на растителни влакна, невнесување на здрави масти. Таргетирај овошја, зеленчуци, риби, постни меса и редовност во исхраната. Имај минимум 3 оброци во текот на денот, имај континуитет и на тој начин ќе си помогнеш и да немаш вишок на килограми и да немаш, значи, одредени недостатоци кои што ќе причинат покачување на одредени параметри, покачување на крвниот притисок. Се разбира доколку е тоа некаква хронична појава која што не соодветствува со овие работи кои што ти ги кажав, немаш холестерол, немаш триглицериди, немаш покачена телесна килажа, обавезно посета на лекар. Како и да е. И да е некоја од овие 3 причинители, повторно консултирај се со лекар, затоа што можеби ќе има потреба да имаш и промени во животниот стил и промени во терапија која што би требало да ја земаш додека не стигнеш до тие здрави и безбедни граници на крвниот притисок. Но немој да очекуваш дека постои продукт. Калиум, магнезиум, омега-3, растителни влакна, кардиовежби, односно пешачење, тие се да речеме највлијателните состојки за покачен, односно за регулирање на крвниот притисок.